затоа што сите знаеме како се донесе тој преспански договор, со негирање на волјата која беше изразена на референдум, со противуставно подпишување од страна на министер наместо од председател на држава. Така да, за жал, тука се видоа тие двојни аршини на Европската Унија. Сета реакција која, знаете, јас дури кога ја гледав нормално инаугурацијата на председателката, и сите очи на грчката јавност беа вперени во еден чин кој представува внатрешно уредување на нашата држава. Така да владењето на СДСМ нас не доведе до тоа ниво да ние во нашата држава да мораме да шепотиме Македонија. Јас би споредила, знаете, дури со времињата на грчката хунта, кога македонците не смеели ни да говорат ни дома македонски, тоа го донесе тој преспански. Па, дали имате, може би, потекло таму. Па, за жал, знаете подобро и од мене. И за жал дојдовме до тоа тука. И искрено, Европската Унија нема веќе ни легитимитет да се повикува за непочитување на меѓународни договори, затоа што ниту Европската Унија не ја почитуваше, ако сакате, пресудата на Меѓународниот суд на правдата, кога Македонија доби Грција на спорот. Така да ние постојано се, тоест, за жал, нашите елити се поставуваат во една вазална состојба и доведуваат до тоа да да имаме веќе флагрантно мешање во внатрешните работи од страна на други држави. Ние, кога се носеше преспанскиот договор, апелиравме дека ќе дојде до ова, дека ние, дури мене она што ме застрашува е што видете вие реакцијата и од страна на СДСМ, кои рекоа дека си ја научиле лекцијата од народот, очигледно не ја научија, тие не сватија дека народот не ја прифаќа северна наметнатата северна придавка. И мене ми е жал што исто вака ревносно не реагира кога ние гледавме како дури еден Ескобар не условуваше како Северна македонска влада. Ние не гледавме никаква реакција од МНР и од Бујар Османи кога Оливер Вархеј нас не условуваше како северно-македонци. Така да тоа многу кажува за тој политички менталитет на социјалдемократите. И јас очекувам веќе и конечно на наредните избори да бидат целосно избришани од политичката сцена.